А Ирлија нови уставни суди, па сега не биле по кејф на опозицијата, ама власта белки не ги бираше за нив, биле пензионери, партиски војници, сопруги на луѓе со кривични пријави. Па добро де мора сите нешто да работат, па и тие. И зошто да не? Ете толку за да го откочат неголемиот кочничар за преродбата, надградена и проширена. Празник на трудот, а кај нас невработеноста цвета. А за тие што сепак си имаат работно место, нашите синдикалци кои не се тука да протестираат како оние од светот. Ете тие со трибини, убаво срочени иницијативи се борат за нивните права. Веќе нема да има мобинг или преведено по нашки демек, газдите, шефовите, директорите и министрите нема да смеат да ги малтретираат на работните места. Ако кумина би сакале баш да бидат малтретирани, зашто барем ќе работат, ама за тоа синдикалците ќе кажат нешто некоја друга година. Сепак неделава беше во знакот на акцијата Монструм. Ги фативме убиците, се пофали министерката. Тоа беа оние кои професионално го извршија грозоморното убиство. Тоа што после некои новинари извадија дека биле фризери, таксисти, гиромајстори не е ни важно. Можеби и добро се камуфлирале. Само новинарите не се квалификувани и никако не можеа да разберат кој се е уапсен, кој побегнал. Значи, кривична пријава за тероризам е поднесена против 5 лица. Тие 5 лица се товарат за кривично дело тероризам. 2 се во бегство. Да. Дали е доволно јасно? Значи, лицата се товарат за кривично дело тероризам. Значи, еве уште еднаш. Кривичната пријава за тероризам е поднесена за 5 лица. Нашите новинари никако да сватат, ама и ова странски ви изгледа не се ништо подобри. И затоа колешката од Бугарија беше најљубезно замолена да не претерува и да прашува се што и секаде. Немојте на ова не е место за изјави, ве молам бидете пристојни. Ке се јавите, како што е редот, не може овде да ме прашате. Да бидете пристојни, да се однесувате пристојно. Ве молам да се тргнете и да престанете да малтретирате луѓе, јавете се и бидете пристојни. Ова странскиве новинари никако не може да сватат и научат како да се однесуваат, ама затоа тие се не знам каде на онаа листа што ни ја испорача Freedom House. Ама ние затоа го заземавме одличното 115-то место. Го држиме убедливо последното место во регионот, а во друштво сме не со некои други, туку со една Северна Кореја, а тука некаде и Куба. Негодуваа женски невладени албански издруженија за приведување на жени во акцијата Монструм. Некои осумничени за тероризам имаат повеќе права од осумничените за стопански криминал. А нели правдата немаше име, ни вера, ни пол. А за неселективна правда и стоп за монтираните политички случаи се протестираше од Бит Пазар па до владата и општина Чај. На мета беа полицијата, судот и двоецот Груевски Ахмети. И така, она што е од животно значење се вика ребаланс на буџет, кој некако многу брзо ни дојде. Минува незабележливо. Што ли толку ги запали пратениците од власта, па дури по некои жители на зоолошката градина добија инспирација, па во милост ги молеа. А ни опозицијата не остана должна. Го изнервира првиот финансиер, му поднесе интерпелација и ја надгради со 470 амандмани, ама и го смести или во Светска банка или во ГЕПЕК, онака фигуративно. А и она што беше кредити и нови задолжувања од 250 милиони, па уште 100 милиони и не денари, туку евра. Народот го подзаборави. Па и не треба да се сети, туку треба да го плаќа. А Матен Вардар носи се, ама не пере.